Почнуваме со вестите. Без вода нема живот, а истата треба да биде чиста и квалитетна за пиење. Се чекаат новите анализи за квалитетот на водата за пиење од хидросистемот Злетовица. Додека не се видат резултатите, водата нема да се пушти во Штипскиот водоводен систем, порачна градоначалникот Благо Бочварски. Хидросистемот Злетовица го подготвува цевководот и системот за дистрибуција на водата до Штипската филтер станица. Од наредната седмица, кога и официјално ќе почне тестирањето, беше објавено на денешната трибина обезбедување на квалитетна вода за пиење, канализација и одвод на отпадни води во организација на невладината организација Медија Плюс. Во најскоро време, точно од понеделник, почне да се дистрибуира вода во филтер станицата за пробно тестирање на филтер станицата, каде ќе почне после да се снабдува и редовно и Штип со чиста и здрава вода од хидросистемот Злетовица. Градоначалникот на Штип е дециден дека водата од Злетовица нема да се пушти во системот се дека не се добијат новите резултати за нејзиниот квалитет од страна на надлежните институции, бидејќи како што рече пред се е важно здравјето на граѓаните. Сега јас побарав заедно со владата на Република Македонија уште едно испитување да направиме за да видиме во каква состојба е водата, дали можеме да ја прочистуваме, колку ќе треба да чини тоа прочистување на таа вода и на крај да ги направиме пресметките и анализите за да процениме дали ќе одиме со превземање на оваа вода. Така што отприлика имам тоа да го изјавам во однос на хидросистемот Злетовица. Сепак сакам да кажам дека водата се тестира во Центарот за јавно здравје и тоа е државна институција, тука нема простор за импровизации. Водата која што излегува од филтер станицата во Штип се тестира, кога ќе ја постигне, доколку го има потребниот квалитет, ќе биде пуштена до граѓаните, доколку не, нема. Од друга страна, во деновите кога од Злетовица ќе се добива матна вода во периодите на обилни врнежи, решението е Штипското комунално предпријатие ИСАР во функција да го става бунарскиот систем, од кој до сега Штип се снабдува со вода за пиење. Околу делот на таложниците, јас ќе кажам дека со самото моje излагање во првиот дел дека е повеќенаменски систем, со изградбата на втора, односно трета фаза, тоа е за наводнување и енергетика, тој проблем целосно се решава со зафаќање на водата од браната и со цевковод директно носење во зафатите за Штип и Проби Штип. И Свети Николе, каде што ќе има здрава и чиста вода, стабилизирана вода директно од браната во цевководот за Штип. На денешната трибина рударскиот инженер Трајче Митев, кој од невладиниот сектор, изрази сомнеж за квалитетот на водата. Историјата, враќајќи се назад по руднина галиште во Република Македонија, тој терен имал рудници на ураниум. Ја не го измислувам тоа, тоа го има, секој што сака може да го прочита на компјутер. Само дали се слепи политичарите или тие што правиле браната предходно, требало би тоа да го направат тај план. Ја не може да го кажам сега после направената брана, бидејќи таму има работено 4 наши колеги кои имат по 4 години работено, они го тоа кажат. Јас не го кажам и плюс нешто што е најбитно, сомнежот е голем. Бидејќи од браната Злетовица треба некаде да има на 100.000 жители треба да се користи. На денешната трибина научната фила ваквите сомнежи за постојање на опасност од користење на водата за пиење ги отврли како невистинити. Меѓу другото, представникот на Злетовица истакна дека тој како жител, неговото семејство и останатите граѓани, како и граѓаните на Свети Николе, ја користат водата за пиење и воопшто не е спорен квалитетот на водата за пиење од браната Кнежје. На реакцијата од граѓанското здружение Сплотени срца на родителите на дечиња со посебни потреби, денес градоначалникот на општина Штип Бочварски со одговор. Општина Штип не се откажува од поддршката на невладиниот сектор преку проекти. Сакам да давам свој коментар и своја реакција, бидејќи не се согласувам со таа констатација, апсолутно тоа не е така. Буџетот на општина Штип содржи повеќе ставки преку кои што може да се помогне, може да се повлечат средства и да се реализираат проекти. Јас тоа што го кажав е дека само невладените организации во општина Штип за наредната година ќе имаат
скоро двојно повеќе средства отколку што имале во време на претходниот градоначалник и претходната гарнитура во последната негова година. Така што не гледам зошто се тие реакции, треба да направат проект, треба да се припреми тоа, ние можеме колку сакаме средства да напишеме во буџетот дека ќе има за одредена ставка. Доколку немаме проект, тие средства нема да можат да ги реализираат. И јас останувам отворен за дискусија, за дебата и со нив, и затоа ги отфрлам овие обвинувања, бидејќи тоа не е точно. Кога се зборуваме за стационар за кучиња, тоа е една опасност која што може да настане и да имат проблем и тие граѓани, и таа категорија, и секој граѓанин кој што е во општина Штип, бидејќи кучињата бездомници или скитници можат да нападнат било кој од граѓаните на нашиот град, и ние мораме да мислиме и на таа проблематика. Тоа е многу поевтина работа, со многу помал и поедноставен проект може да се реши. Кога станува збор за нивниот проект кој што го бара, тоа е обемна работа која што бара и време, и ангажман, и сериозно проектирање, и локација, и одобрување за градење, и тоа не може, ние ќе ги обезбедиме парите. Меѓутоа тоа не може да се реши преку ноќ, бидејќи парите доколку немаат проект ќе треба да ги пренасочиме на друга ставка. Студентите по традиционални инструменти од Музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев утре вечер ќе приредат новогодишен концерт во концертната сала на Музичката академија. Штипскиот народен театар секогаш мисли на својата најискрена, верна публика, најмладата. Волшебна ноќ е насловен на новиот проект на Штипскиот народен театар. Премиерата на новогодишната представа за деца е закажана за утре точно напладне во Центарот за култура Ацо Шопов во Штип. Инаку представата е работена по мотиви од приказната Убавицата и ѕверот. Значи утре точно во 12 во Центарот за култура во Штип. Волшебна ноќ работена по мотиви од приказната Убавицата и ձверот е најновиот театарски проект на Штипскиот народен театар. Станува збор за новогодишна представа за деца, чие премиерно издание е закажано за утре во Центарот за култура Ацо Шопов. На сцената во представата ќе заиграат актерите Валентина Георгиевска, Елена Шорова Дербов, Виктор Арев, младиот актер од Скопје Мирко Голомеов и штипјанката Нела Ангелова. Нашата актерска екипа се обиде да ја раскаже на наш сопствен начин, како ние ја денес читаме и имаме потреба да ја пренесеме, вели режисерот на представата Драгана Милошевска-Попова. Нашава авторска екипа се потруди да ја раскаже на наш сопствен начин, како ние денес ја читаме и како ние денес имаме потреба да ја пренесеме. Се занимававме со различни прашања, од тоа каков е и кој е тој ѕвер денес во детските очи, а и во очите на нас возрастните, како он и зошто се менува, како изгледа лик на волшебничката која што ќе ја даде, која што ќе го магепса заради неговите недобри особини и како он ќе се справи со тоа. Шумската вила, Убавицата, ձверот, Софија и незиниот брат се ликовите во представата Волшебна ноќ. Волшебничката ја игра актерката Валентина Георгиевска, ձверот актерот Виктор Арев. Големо е задоволството да се игра представа за деца. Традиционално нашиот театар подготвува новогодишни представи секоја година. Се надевам дека нашето задоволство и оваа година ќе го споделиме со децата. Задоволството е секогаш големо кога се игра представа за деца, затоа што средбата со нив дава некоја посебна енергија и посебни доживувања на сцена. Раскажувач на приказната во представата е братот на Софија, Иван, улога која игра младиот актер од Скопје Мирко Голомеов, а на Штиците што живот значат, улогата на Софија е на малата штипјанка Нела Ангелова. Мојот лик повеќе се занимава како покрај тоа што е брат, он е и на некој начин раскажувач во целата представа и го движи дејството. И тоа беше една интересна задача за мене како актер. Мислам дека децата ќе се забавуваат додека ја гледаат представата и мислам дека има што да научат, што да им пренесеме ние вака како некаква порака.
Ова е мојата шеста представа. Овде играм Софија во волшебната ноќ сумилога на Софија. Добивме еден продукт кој ќе биде интересен како за децата, така и за повозрасната публика и ги покануваме сите да дојдат на представата утре и следните денови во репризнете изданија. На денешниот пресконференција рече Никола Ристов, директор на Штипскиот народен театар. Оваа представа е работена од сопствени средства и сметам дека добивме еден продукт кој што ќе биде многу забавен како за децата, така и за повозрастните, затоа ги поканувам сите да дојдат од сабота понатаму до Нова година, да ја проследиме низините новогодишни изvedби. Драматург на представата е Наташа Маневска. По Нова година планирано е представата Волшебна ноќ со мали преработки да остане на репертоарот на Штипскиот народен театар. Општина Штип ја продолжува традицијата за најубавите новогодишно украсени деловни, јавни и индивидуални објекти и годинава обезбеди пригодни награди. Традиционално пред секоја Нова година се врши украсување на градот и затоа граѓаните ги украсуваат своите објекти. Од тие причини ги повикувам граѓаните да ги пријават своите објекти, односно најдобро украсените објекти за новогодишните празници. Пријавите ќе се доставуваат до општина Штип најкасно до заклучно со 26 декември. Комисијата која е одредена за оценување на најдобро украсените објекти за време на викендот ќе направи посета на сите објекти низ градот Штип, независно дали се пријавени да учествуваат во како најдобро украсени објекти и на крајот ќе изврши избор на најдобро украсени објекти за кои што ќе добијат и соодветни награди. Значи ќе бидат земени во обзир најдобро украсени деловни објекти, најдобро украсени јавни објекти, најдобро украсени индивидуални објекти. Продолжуваме со предновогодишни активности. Студентите по традиционални инструменти во класата на професор магистар Горан Чангилов од Музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев Штип утре вечер ќе приредат новогодишен концерт во концертната сала на Музичката академија. Почетокот на концертот е во 19 часот и 30 минути. Во понеделник на 25 декември со почеток во 19 часот и 30 минути на Музичката академија ќе се случи новогодишниот концерт на оркестарот на традиционални инструменти. Учествуваат студентите по традиционални инструменти во класата на професор магистар Горан Чангилов, катедра на етнокорологија и джез одделот. Новогодишен концерт би сакале да ги поканиме нашите сограѓани и оние кои би биле во можност да дојдат да посетат еден убав настан, да ги слушат гајдата, кавот, тамбурата, традиционалното пење, она обележие со кое што ние како македонци се идентификуваме секаде надвор во светот. Ќе учествуваат студенти од катедрата за етнокорологија и джез катедрата, значи студенти по традиционални инструменти. Ова се нови студенти, меѓутоа наше да прикажеме колку ние сработивме за првиот семестар, а со тоа и ќе покажеме дека се уште постои една љубов кон овие стари инструменти кои полека, но сигурно веќе исчезнуваат од нашата почва. Новогодишниот концерт на оркестарот на традиционални инструменти ќе понуди инструментални и вокални изведби. На репертоарот вообичаено свириме инструментални мелодии, нема да ги откривам имињата, инструментални и вокални мелодии, напеви кои што секако припаѓаат на постарата музичка традиција, напеви кои што се создавани многу векови наназад и еве благодарејќи на нас и такви како нас и нашите следбеници понатаму овие песни и овие инструментални напеви останале да се изведуваат исклучиво на народните инструменти, кавал, гајда, тапа, па и зоруа. Новогодишниот концерт на оркестарот на традиционални инструменти е традиционален, а влезот е слободен. Со следниот материјал одиме во Виница, а таму во музеот Теракота се конзервира материјалот кој беше откриен со последните истражувања на локалитетот Коколов Рит. Овој проект е поддржан од Министерството за култура на Република Македонија. Се работи за керамички садови кои што беа откриени на периферијата од тумулот број 1 на Коколов Рит. Се работи за
светилиште од крајот на бронзеното време пред нашата ера и почетокот на железното време, каде што под кружни конструкции на камења откривме поголеми концентрации на керамички садови, кои што најверојатно биле оставени тука како вотивни дарови во чест на вегетативниот култ кој што бил почитуван особено на Балканскиот полуостров во тоа време. Исто така имаме и керамички садови од период на раното бронзено време, тоа е третиот милениум пред наша ера, се работи за уникатни примероци на садови кои што во овој регион ги нема, ги има во делот на Северна Македонија и Јужна Србија и делот Бугарија. Значи, овие се уникатни примероци кои што вредат да бидат реставрирани и да ја пополнат нашата праисториска збирка во Музеот Теракота. Полицијски инспектор од Кочанската полиција заработи кривична пријава злоупотреба на службената положба и овластувањата. Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при Министерството за внатрешни работи до основното јавно обвинителство Кочани поднесе кривична пријава против лицето ЗС, инспектор во надворешната канцеларија за криминалистички работи во Кочани, поради постоење основано сомнение дека сторил продолжено кривично дело злоупотреба на службената положба и овластувањата. Именно пријавениот со непреземање на службени действија во рамките на овластувањата дозволил да застарат кривични пријави со што предизвикал штета на засегнати граѓани од 409.000 денари. Против полицискиот службеник е поведена и постапка за утврдување на дисциплинска одговорност и истиот ќе биде суспендиран од работното место до завршување на постапката, информираат од Министерството за внатрешни работи. И овој петок камерата на Ирис телевизија и колегата Зоран Зарински беа на градскиот пазар, па да видиме што забележа оттам. Денес на градскиот пазар беше раздвижено во текот на целиот ден, штипјани пазаруваа вообичаено за цела седмица. Цените пазарчиите не ги променија споредено со претходниот пазарен петок. 39 денара мандарина имаме, лимон имаме 55, портокал имаме 29, киви имаме 35 динара, пармиджано 50, бананата 39 денара. Кушите имаме 69 и 59 имаме калинка. Праш 120 динара, кикиритка 100, јаболка 20, зелка 15 кг, орах 150 динара. Штипени овој петок најмногу ги купуваа актуелните производи за овој период од годината. Во Штип е отворен првиот пинг-понгарски центар во Македонија за деца и пионери од 5 до 9 години под стручно раководство на пинг-понгарскиот клуб УГД Студент. Под покровителство на Меѓународниот олимписки комитет и Пинг-понгарската федерација на Македонија, наскоро вакви центри ќе се отворат и во Прилеп, Крива Паланка и во Скопје. Неколку сезони поред во Пинг-понгарската федерација на Македонија се разменува мислење за тоа како да се дојде до напредок во Европа и во светот на опште популарен спорт. Конечно оваа идеја дојде до фаза на реализација во кој како помагатели, покровители и главни фактори за отварање на овие пинг-понгарски центри се неколку спонзори и донатори и пред се Агенцијата за млади и спорт и Меѓународниот олимписки комитет. Пинг-понгот во Македонија има долга традиција, можем тоа да го потврдам, од него имаат излезено, да кажам, доста квалитетни пинг-понгари, не само од градот Штип и од Република Македонија, но генерално, ако не се продолжи со работа со млади категории, на краток, среден и на долг рок нема да може да го одржиме развојот на овој спорт, така да ова беше, да кажам, еден од главните мотиви, односно наш водич во однос на отварањето на овие центри. Зошто Штип? Значи, ние како федерација за почеток таргетиравме 4 града во Република Македонија, каде што во текот на 17 и почетокот на 2018 ќе ги отвориме овие центри. Избравме градови кои што со висока, долга традиција во одржување на квалитетен пинг-понг и што инфраструктурно и од гледна точка на тренерски кадар ги исполнуваат тие услови, односно поставени од нас задачи за да може да ги водат овие центри. Така да Штип е еден од нив, затоа и не случајно е избран како прв град каде што ќе го отвараме, но како што споменав, за краток период од недела, две и почетокот на 2018 ќе ги отвориме и другите 3 центри во Република Македонија.
Македонскиот олимписки комитет од секогаш ги поддржува спортските проекти во кои се присутни масовноста и спортскиот дух кај младата популација. Токму пинг-понгот бил подобен спорт и кај првиот човек на Меѓународниот олимписки комитет Васил Топурковски. Ние го помагаме спортот во Македонија, живееме за тој спорт и ова е една фантастична идеја, затоа ја поддржавме од почеток. Ќе се обидеме и да на одреден начин колку што можеме скромно да ја финансираме, затоа што ова е спорт кој што може да биде масовно застапена, може да бидат и дечињата и девојчињата, што е многу важно. И важно е во Македонија од оваа генерација да почнат со спорт како вие млади деца, затоа што ние имаме големи опасности за здравјето на децата, што ги признаваме. Ги знаеме бројките, тие се трагични. Ако не се определат млади да почнат со спорт, со некој спорт, пинг-понгот е одличен, би имале вистински проблеми. Затоа ние тоа навистина ќе помогнеме од се срце, почнеме веднаш, ќе се отворат центри, сигурно ви кажа председател во Прилеп, во Фила Палака и во Скопје, и тие се традиционални центри, така да очекуваме од ова бум да стане, затоа што ќе расте бројот, самите информации што ќе ги дават другарчињата со учениците, ќе ги имат тука многу. Штип како расадник на таленти и наврли пинг-понгарски шампиони, не случајно одборот да биде репер во отварањето на овие центри. Штип го одбра гледајќи дека Штип е спортски град, пинг-понгарски град, од кој што потекнуваат голем број на репрезентативци од пионерска, младинска и сениорска конкуренција, освојувајќи голем број на шампионски титули. Можам да кажем дека еден од битните фактори кој што влијае за Штип да стане центар, да се отвори младински центар за млади категории во пинг-понгот. Пинг-понгарската школа работи веќе, можем да кажем, ово е свеченото отварање, меѓутоа ние имаме помеѓу 20 до 25 дечиња, се поделени во 3 категории, значи секоја категорија има посебен тренинг, бидејќи имаме 3 категории на деца. Интересно е да кажем дека започињаме категории за запишувањето во спортски центар на возраст од 5 до 14 години, за младите категории на возраст од 5 до 7 години имаме направено спортски игри за познавање на пинг-понгот, вештините, односно самите елементи во пинг-понгот, додека пак во поголемите категории веќе е изучувањето и на самата пинг-понгарска игра. Термините за ова пинг-понгарска школа, односно тренинзите кои што ги објавуваме, се изидуваат во спортската сала Јордан Мјалков. Тоа се вторник, четврток, петок од 17:30 до 19 часот и сабот и недела од 11 часот до 12:30 часот. Така да ги повикувам сите љубители на пинг-понгарската игра да дојдат, да го посетат овој пинг-понгарски центар. Вратите се отворени за сите мали дечиња на возраст од 5 до 14 години. Покрај врвниот пинг-понг кој го красат вредни награди и трофеи, во пинг-понгот фигурираат имиња со факултетски дипломи, па и академски титули, од кои секако најиздути се имињата на светски познатите и признатите кардиолози Жан Митрев и Сашко Кедев. Од тука идејата, организирана уште од мали нозе, да се популаризира пинг-понгарската игра е полн поводок на Федерацијата, на Агенцијата за млади и спорт и на Меѓународниот олимписки комитет. Ето ова е се за ова издание на Вестите на Ирис телевизија. Ви благодариме за вниманието, имајте убава вечер и поминете го овој предпоследен викенд во оваа веќе стара 2017 година на најубав можен начин. Довидување.